Драги ученици, добре дојдовте во Е-училница. Јас сум наставник Ана Бошковска, а ова е час по предметот македонски јазик за трето одделение. Нашата наставна содржина е доживување од летниот распуст. Целта е да се оспособите писмено да раскажувате своји доживувања, логички поврзани со правилни и јасни реченици. На почеток да се запознаеме со Кирил. Тој е трето одделенец исто како и вие. А ова се неговите другарчиња. Сите се многу возбудени на почетокот на новата учебна година. Еве е и нивната наставничка. Таа на часот по македонски јазик на табла напиша доживување од летниот распуст. Таа побара од Кирил и останатите ученици во тетрадките да раскажат едно од нивните доживувања во летото. Кирил се задлабочи. Ја замисли македонската азбука, големите и мали ракописни букви. Тој сака да пишува убаво, без да прави грешки. Потоа се запраша. Зашто да пишувам? Поминаа 3 месеци од летото, а неговите денови беа исполнети со многу доживување. Во попладневните часови, со другарчињата, на игралиштето зад нивната зграда, играа најразлични игри. Тука се случуваа многу настани. Неколку пати ги посети баба и дедо на село. Исто така прочита многу книги. Може би и убаво да раскажува и за доживувањата напишани во нив. А исто така убаво си помина покрај малото езерце со неговите родители. Сепак одлучи да пишува за еден од настаните на нивното игралиште. Ја извади тетрадката по македонски јазик. Го напиша насловот доживување од летниот распуст. Реши, со помош на техниката ѕид на зборови, да одбери зборови кои понатаму ќе му помогнат во пишувањето на јасни целосни реченици. Првиот збор кој го запиша беше зборот игралиште. Потоа напиша другарчиња, лизгалки, весели игри, осамено девојче, детска песна, ново другарче, насмеани лица, распуст. Со помош на овие зборови ќе состави убави, јасни, целосни реченици. Насловот кој го напиша во тетрадката после техниката ѕид на зборови беше најдобра другарка. Почна да ги составува своите реченици. Првата гласеше вака: заврши летниот распуст. Летните денови ми беа исполнети со многу доживување. Еден настан кој се случи на нашето игралиште долго ќе ми остане во сеќавање. Тоа попладне со другарчињата од зградата игравме весели игри, се лизгавме на лизгалка, се шегувавме и пеевме детски песни. Покрај лизгалките стоеше едно девојче. Беше осамено. Моите другари го забележаа девојчето и почнаа да се подсмеваат. Тоа се Наташи. Јас се застрамив од нивната постапка. Се доближив до неа и реков: јас сум Кирил, од септември трето одделенец. Јас сум Сања. Вчера се вселивме во оваа зграда. И јас од септември ќе учам во трето одделение. Така започна нашиот разговор. Сања е нашата нова другарка. Сега има насмеано лице.
Другарува со сите, но мене сега ми е најдобра другарка. И замислете, таа учи во нашето одделение. Кирил го сподели своето доживување од летниот распуст со наставничката и своите соученици и доби аплауз за неговата другарска постапка. Тој ја употреби техниката ѕид на зборови, која му помогна потоа да напише убав состав, а сега следува предизвик за вас. На почеток, размислете за вашите доживувања од летниот распуст. Сигурно ги има многу. Потоа одберете за кој настан сакате да пишувате. Отворете ја тетрадката по македонски јазик, напишете наслов кој ќе одговара на вашата содржина. Би било добро да употребите некоја техника која ќе ви помогне понатаму подобро да се изразите. Една од тие техники е техниката ѕид со зборови. Почнете од зборовите да составувате реченици. И секако, споделете го вашето доживување со другарчињата и наставничката. Тие со нетрпение очекуваат да ве слушнат. Тоа би било се за оваа видео лекција. До следното видување!